Добро, денеска во просторите на општина Велес имам чест да поразговарам со двајца пратеници во Собранието на Република Македонија, Александар Николовски, кој е воедно и потпредседател на ВМРО ДПМН и пратеникот од општина Велес Игор Здравковски. Отворивме повеќе теми, но една од темите на кои што се задржавме подолг временски период е енергетската криза и оно што се случува со покачувањето на струјата и што значи тоа кон буџетот на општина Велес. Значи јас ќе бидам многу конкретен со бројки споредбено со октомври, ноември и декември, со тоа што за декември немаме уште сметката не е сасена, но од прилика знаеме што може да не очекува. Ги информира двајцата пратеници дека пред стапувањето на кризата и точно пред една година, октомври 2020 година, општина Велес за потрошување на електрична енергија платива 1.496.782 денара, додека октомври 2021 платива 5.924.968 денара. Тоа е 4-кратно поголема сума што општина Велес има исплатено кон Евана, додека 11 месец ноември 2020 година 1.566.888 денара, додека сметката за 11 месец за 2021 која е стасена, дел е платена, дел не е платена заради тоа што е сумата сериозна 6.619.013 денара. Додека декември 2022 година сме платили 1.465.890 денара. Очекуваме дека сметката која треба деновија да стаса ќе биде можеби и над 7 милиони денара. Овие вака високи суми врз основа на тоа што го имаме како приход во општината е значи немање на можност за никаков развој на општината, силно го погоди буџетот на општина Велес и јас сум член и на управен одбор на ЗЕЛС. Ние во понеделникот имавме седница, председателката градначалничка на град Скопје вчера имаше пресконференција. Очекуваме наредниве денови да имаме и состанок со представници на владата на Република Македонија, доколку треба и некако собраниска поддршка од пратениците. Јас апелирав заради тоа што ова значи немање на можност за никакви инфраструктурни проекти кои ги планираме за 2022 да се реализираат на територија на општина Велес или ќе се реализираат многу малку од тоа што го имаме како замисла. Градоначалниче, вчера ЗЕЛС донесе заклучок да се постави средба со владата и да се бара да се субвенционира разликата помеѓу нормалните сметки, да ги наречам, кои што претходно сте ги добивали и сегашните повисоки. Што доколку владата не го прифати вашиот предлог? Имате ли план Б? Не, јас мислам дека не план Б. Мислам дека стасва информација дека средбата е закажана или се закаже, значи има владата формиран тим кој ќе се сретне со председателката и со подпредседателите на ЗЕЛС. Јас не би размислил за друго сценарио, освен да се прифати ова што го бараме, заради тоа што ова е реално што го бараме. Значи ние ниту измислуваме бројки, ниту бараме нешто што не ни следи. Значи кога е тешко треба владата да испадне во сусрет, значи тука не помагаме ние на општините, тука помагаме директно на граѓаните, во конкретниот случај на граѓаните на општина Велес. Заради тоа што овие пари се буџетски пари, овие пари се насочуваат кон подобрувањето на основната инфраструктура. Тука зборуваме за основна инфраструктура, водовод, канализација, патишта, дали се тоа бетонирање, асфалтирање, попучување или потпорни ѕидови. Тоа што му треба на Велес, а тоа што не можеме да го обезбедиме ние од министерства или од донатори. Значи ретко се случува донатори или министерство да вложи во високите зони во Велес. Овие пари така ни беше и планирано нас, така и правен буџетот за 2022. Овие пари што во моментов сега ги даваме и ние за електрична енергија требаше да бидат вложени за подобрување инфраструктурните проекти. Она што го објавувам и зградбата на неколкуте улици и во високите зони и во централното градско подрачје требаше и треба да продолжи во наредните месеци со несмален интензитет. Но доколку немаме ни интервенција од владата и не се помогне, не ќе можеме да го реализираме тоа што сме го ветиле во таков процент како што е планирано. Ако продолжат ваквите сметки, излегува дека годишно за струја општината ќе дава преку 1 милион евра. Преку 1 милион евра. Сериозен процент од вкупниот буџет. Па ако ја погледнеме програмата, најголемата програма на општина Велес е уредување на поточно градежните работи, каде што имаме околу
милиони по до 2 милиони евра. Другите програми се минорни, значи имаме 4 милиони, 5 милиони денара. Значи ние неколку програми више истрошивме врз основа на вие сметки што се платени или па доправо треба да се платат, така да со сериозен предизвик се соочуваат општините. Мислам дека Велес е една од најпогодените општини во моментот во Република Македонија. И уште едно прашање на оваа тема, како ќе ги платите овие последни две сметки? Па вака сега, значи околу 1.600.000 не можеме да платиме од ноември, за декември уште не се на струјата. Така да приходите се тие, значи ние по дневна основа, оно што го затеков е приход помеѓу 200 и 300 000 денара кои слеваат секој ден на сметката на општината. Тоа значи дека мора да се помогне.